Вести на Канал 8. Добар ден. Тренд на намалување од околу 40% во штетите од бесправната сеча на шумите е забележан минатата во однос на претходната година. Сепак, од јавното предпријатие Македонски шуми велат дека тоа не е реален одраз на состојбата на терен. Околу 90.000 евра е вкупно проценетата штета што минатата година ја направиле лицата кои бесправно ја сечеле шумата во Кочанскиот регион. Во подружницата на јавното предпријатие Македонски шуми, Осогово Кочани, е регистрирано дека се исечени 610 метри кубни буково, дабово и борово дрво, и тоа на падините на Плачковица и на Соговските планини. Најголема шумска површина е уништена во атарот на селата Бели, Нивичани, Пантелеј и Рајчани, каде дрвократците однеле над 160 метри кубни дрво, во вкупна вредност од околу 23.600 евра. Тоа е скоро за двојно повеќе од она што бесправно е исечено на спротивната страна, на планината Плачковица, каде во атарот на селата Зрновци, Мородви, Свидовиште и Теранци е уништена шума во вредност од над 13.000 евра, односно 90 метри кубни дрво. Исто така, голема бесправна сеча имало и на неуредени шумски површини, каде е направената штета изнесува над 25.000 евра, при што е однесена дрвна маса од 175 метри кубни. Незаконско сечење е направено и врз шумата во атарот на селата Цера, Пресека, Главовица, Ново село и Костиндол, каде проценката изнесува над 14.000 евра или 98 метри кубни дрвна маса. Дополнителна штета е направена од шумските пожари, при што во два регистрирани случаи во местноста Рамно Брдо е уништена нискострблеста шума на површина од околу 25 хектари во вредност од над 1000 евра. Според одговорните во Кочанската подружница на Македонски шуми, представените податоци се добиени по извршениот теренски увид на шумочуварската служба. Оценка е дека тие не ја даваат реалната слика за бесправната сеча во Кочанско, односно дека штетите се многу поголеми. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево ќе изработува техничка документација за пречистителни станици на канализацијата во Уларци и Соколарци. Освен тоа, ќе се вклучи и во акција за чистење на дел од речното корито на Брегалница. Согласно програмата за инвестирање во животната средина и конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2015 година, Општината Чешиново Облешево потпиша договор за заштита и подобрување на квалитетот на водата. Договорот го потпишаа градоначалникот Костадин Личков и министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Со тоа е постигната согласност Министерството да даде финансиска и друга поддршка за изработка на техничка документација за изградба на пречистителни станици на фекална канализација во селата Уларци и Соколарци. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево исто така се вклучува во уште еден проект од областа на заштитата на природата и животната средина. Во рамки на активностите на проектот за управување со речниот слив на река Брегалница, што се одвиваат под слоганот Вода за живот, Општината заедно со комуналното предпријатие и основните училишта на 2 јуни ќе организира акција за чистење на дел од речното корито на Брегалница, што е најзагаден со отпадоци од несовесни граѓани. Проектниот тим ќе има обврска да направи проценка на количините на собрано ѓубре, а училиштата кои биле неуспешни во собирањето на отпадоците ќе бидат наградени. Матурантите од гимназијата Лјупчо Сантов блеснаа на матурската вечер. Полека, но сигурно го напуштија детството и етапно влегоа во светот на возрастните. Сите со своји желби за воиднина си посакаа многу среќа и си ја честитаа матурата, која и годинава ја прославија во Еврохотел Градче. Најважниот момент од животот на младите кога стануваат полнолетни или време кога го поминуваат прагот помеѓу тинеџерските години и сериозноста. Матурантите од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов го прославија синоќа. Пристигнуваа во училиштето, каде што беа пречекани од многобројниот народ кој годинава не го штедеше аплаузот. Матурантите, како на филм, чекореа по црвениот тепих и гордо влегуваа во училиштето, во кое поминаа значаен дел од животот. На последниот класен час си ветија и да се разделат за време на факултет, дека и понатаму ќе се собираат на заеднички дружења. А годините поминати во училиштите клупи никогаш нема да ги заборават.
Јас сум Сандра Лазарска и завршив економски техничар во гимназијата Лјупчо Сантов. Добро, како поминаа 4 години во гимназија? Па, добро. Како се одбиваше наставата, како беше? Како те остави голем впечаток? Па, до дружењето со школските, Така, добро, ќе продолжиш на факултет? да. На што имаш размислувано? Па размислувам англиски да одам. Јас сум Симона Стојова, завршив економски техничар во СОУ Лјупчо Сантов. Како поминаа изминатите 4 години? Дали брзо, дали забавно, имаш и учење и дружба, така ли? Имаше дружење, имаше учење, беше интересно. Има нешто што ќе ти остави голем впечаток во изминативе 4 години? Школските. Никогаш не се забораваат овие 4 години, не? Никогаш. Што понатаму, што ќе продолжиш на факултет? Најверојатно економски, но не знам, ќе размислам. Јас сум Милија Пантева, завршив економски техничар во СОУ Лјупчо Сантов. Ќе продолжиш на факултет понатаму? Да, Што имаш во план? по правни и педагошки ќе запишам во Штип. Добро. Кажи ми околу креацијата на фустанот, околу подготовките за матурската вечер. Па се спремав мошне брзо. А што очекуваш од оваа вечер? Ова вечер се надевам дека ќе смојнеме мошно и убаво. И тоа. Задоволна си од 4 изминати години во гимназијата? Да, поминаа мошно и брзо, но беше се прекрасно. Јас сум Ивана Ангелова, завршив економски. Добро. Кажи ми, што понатаму? Дали ќе се запишеш на факултет? Да, планирам да се запишам јазик, англиски и шпански. Добро, како професор по англиски се гледаш во иднина? Да, или предведувач, нешто слично. Како поминаа 4 години тука во гимназија? Супер помина, добро, овде да. Добро. Кажи ми околу креацијата на фустанот. Кој се погрежи? Од каде ваква идеја да се создаде ваков фустан? Овој фустан го најдов на интернет и ми се засвиѓа и си го искомбинирав така. Добро, кажи ми што очекуваш од оваа вечер? Па да биде најубаво и незаборавно. Јас сум Инова Катерина, завршив економски техничар во гимназијата Лјупчо Сантов. Овие години помина премногу брзо, имаше убави моменти, се дружевме, бевме среќни, помина премногу брзо. Ќе ги заборавиш ли некош годините поминати во училиште клупи? Па како што вела дека средношколските денови се најубави, не би ги заборавила. Ќе продолжиш на факултет понатаму? Да, планирам да продолжам правен факултет, па ќе видиме. Кажи ми околу креацијата на фустанот неколку зборови. Па креацијата беше моја идеја, мал дел од интернет, имав желба токму оваа боја да ја одберам и така. Што очекуваш од оваа вечер? Ова вечер очекувам да си поминам незаборавно, најубаво, така. Има нешто што ќе ти остави голем впечаток во изминативе 4 години, можеби од професорите, можеби од учениците? Па не би извоила нешто посебно, ми помина премногу брзо, убаво. Јас сум Затко Анчов и учев економски во гимназијата СОУ Лјупчо Сантов. Како поминаа 4 години тука во училиштето? 4 години поминаа многу брзо, забавно, со учење и со разни активности во школото. Има нешто што ќе ти остави посебен впечаток? Па посебен впечаток ќе не остават сите овие дружби со моите соученици во сите овие години со мојот класен раководител. Кој ти беше класен раководител? Професор Стојанчо Јакимов. Од ова вечер очекувам да си поминеме забавно, да има многу дружење и соиграње, да биде весело. Класните раководители се чини беа повозбудени од самите матуранти. Со солзи во очите се разделуваа од своите, како што ги нарекуваат, прекрасни ученици. Со надеж дека во иднина од нив ќе произлезат познати лекари, инженери, архитекти. Чест ми беше да соработувам со такви ученици. Како што можеш да забележиш тање и ти, чувството овде е прекрасно. Значи се надевам дека имаат многу за паметење, многу кои што ќе раскажуваат уште многу години. Се надевам дека завршат сите на факултет и од нив ќе бидат добри граѓани на Македонија. Инаку и годинава менаџерскиот тим и вработените во Лјупчо Сантов го украсија училиштето и ги пречекаа матурантите како што доликува на свечениот момент. По завршување на класниот час со своите класни раководители се упатија кон Европотел градче и ја прославија својата матура лудо и незаборавно. Забавата на матурантите траеше до раните утрински часови. Целосна репортажа од матурската забава на матурантите од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ќе можете да проследите в сабота во 16:30 на Канал 8 телевизија.
Одеме понатаму со вестите. 40 лични творби на ученици од вкупно 13 градови од Македонија имаше пријавено на овогодишниот детски поетски фестивал Мајски цвет 2015. Беа доделени повеќе награди, а првата гран-при Димитар Гогов и припадна на ученичката од основното училиште Никола Карев Наде Ефремова. Членовите на жири комисијата во состав Бранко Цветковски председател и членови Љубинка Донева и Аника Ѓоргиева Илиевска годинава имаа тешка задача да ја изберат најдобрата поетска творба меѓу 40 пристигнати на конкурсот. Првата награда ја освои ученичката Наде Ефремова, 6-то оделение од основното училиште Никола Карев со темата поезија под менторство на Љупка Стојанова. Втората награда и припадна на ученичката Лора Минова од 8-мо оделение од основното училиште Никола Карев со темата Крупни очи под менторство на Сања Атанасовска. И трето место освои Сања Стојанова од 9-то оделение од основното училиште Гоце Делчев од Штип со песната Мојот јазик тоа сум јас под менторство на Марија Ристова. Па тоа е една надеж да продолжам да пишувам и понатаму. Да, имам учествувано на многу конкурси и надпревари. Ја добив наградата со песната поезија. Многу сум горда и пресрекна што добив награда со песната Крупни очи. Инспирацијата за мојот јазик. Дека да го негуваме, да го сакаме, да го зборуваме начиниот јазик. Наградата за ментор годинава отиде во рацете на Љупка Стојменова, професор по македонски јазик во основното училиште Никола Карев. За училиште припадна на училиштето Никола Карев од Кучани. Наградата за библиотека ја доби јавната општинска установа библиотека Ванчо Праќа од Виница и наградата за литературен клуб годинава ја доби литературниот клуб при Домот на културата Крсте Петков Мисирков од Свети Николе. Според комисијата, творбите кои пристигнале годинава се со разноличност на темите и мотивите, од кои превладуваат социјалните, љубовните, родолюбивите и мотивите од секојдневниот живот. Не беше лесно да се изберат најдобрите, но сепак флексибилноста на пропозициите на манифестацијата допушта да има еден поголем број пофалени и 3 главни награди и јас сум задоволен од нивото на литературниот квалитет што е постигнат при учеството на овој фестивал и секако првата, втората и третата награда имаат навистина најголеми шанси и според мене прво наградената ученичка има и еден квантум талент кој што ми се чини и гарантира и добра поетска иднина. Домаќин на манифестацијата и годинава беше Кочанската библиотека Искра. Радува фактор што се повеќе млади поети творат, посебно во овој месец мај. Значи, се надеваме дека нашата библиотека ќе има во иднина можности за поголем опфат, така што ќе настојуваме овој фестивал да прерасне во републички фестивал. Наградата минатата година и оваа година покрај во книги од нашата библиотека е парична која ја доделува покровител за финансиските средства Огњан Јовик, собственик на компанијата Амор. Тој е член на потесното семејство на Димитар Гогов, кој е еден од основоположниците на литературниот клуб Копнеш и по него е и наречена гран-при наградата на овој детски фестивал Мајски цвет. Пофалени се творбите на учениците Евгенија Пандова од Пехчево, Елена Мирова од село Соколарци, Марија Богдановска од Пехчево, Јана Николова од Виница, Верча Танасова од Радовиш, Матеја Тричковска од Свети Николе и Теона Донева од Чешиново. Манифестацијата беше збогатена со музички точки. На 2 дена пред почетокот на 51-то издание на драмскиот аматерски фестивал во Кучани, на пресконференција беше представена фестивалската програма и она што ќе може да го види публиката. Нема големи промени во однос на досегашните фестивали, а покрај представите ќе има и придружни активности. 35 домашни и 4 театарски групи од странство се пријавиле за учество на годинашниот 51-ви драмски аматерски фестивал во Кочани. Тоа покажува дека во изминатиот период тие активно работеле на поставување на сцена на драмски текстови, па имало голем интерес за гостување на фестивалот. Од сите нив одбрани се 14, меѓу кои и една од Република Србија, иако и групите од другите земји биле квалитетни, но не се нашле во фестивалската програма поради објективни причини. Ова меѓу другото беше речено на пресконференцијата што извршниот директор на ДАФ, Благој Пенов, ја организираше за медиумите од регионот. Покрај
10 представи кои ќе се гледаат во делот на драмски аматеризам, би рекол традиционален и оној што го викаме алтернативен или експериментален делот фестивалот, истражувањето во драмската игра и сценските иновации. Ке имаме 5 представи, тоа значи во 20 часот почнува фестивалот секоја вечер со 5 представи од понеделник до петок и во вечерниот термин од 22, односно би рекол повеќе во ноќниот термин од 22:30, што напоменам за тој алтернативен и експериментален дел. Покрај овие театарски групи, во делот на детски представи, публиката ќе види 5 групи, од кои 4 се селектирани, а едната е победничка на драмскиот детски фестивал. Трошоците за организирање на ДАФ и годинава ќе се покријат од буџетот обезбеден од Министерството за култура, од локалната самоуправа и од други спонзори. Стандардните финансии се лански, полански, минатогодишни, не знам уште како да кажам. Значи во континуитет истата е сумата, фестивалот не успеал или не успевам јас како оној кој што извршен директор тамо, кој мора да се снајде, да најде повеќе средства, но тоа е тоа. Таква е. Такво е обкружувањето, толку можеме и со тие пари што се надеваме дека нема да оставиме долгови, туку ќе го завршиме фестивалот како што треба. Покрај редовната програма, драмскиот аматерски фестивал и годинава ќе има придружни активности. Едната од нив е театарската работилница, што ќе ја води професорката Мими Таневска од Факултетот за драмски уметности, а за која се пријавиле групи од Струмица, Битола и Свети Николе. Втората придружна содржина е промоција на монографијата Вертикали од Иван Ивановски, посветена на 49-те досегашни изданија на фестивалот. На крајот од пресконференцијата, извршниот директор Благој Пенов потсети дека идната година Кочани ќе одбележи јубилеј од 40 години домаќин на драмскиот аматерски фестивал. Одадена почит на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Кочанското училиште го прослави својот патрон. Представници од локалната самоуправа, од училиштето, од Сојузот на борци, како и најмалите ученици во училиштето, им одадоа почит на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Положија цвеќе и се поклонија на бистата. На наставничкиот совет на 19 мај, одржаната седница, се прогласи ученик на генерацијата Катерина Трифунова, ученик од 9-4 оделение, а Сандра Ангелова, исто така ученик од 9-4 оделение, е прогласена за пофален ученик на генерацијата. Ние како училиште сме горди што од нашето училиште секогаш излегуваат добри ученици кои што во иднина стануваат наши успешни граѓани и секогаш се гордееме со нив за тоа што така тие излегуваат како успешни во нашето општество. В пресред на одбележување на патрониот празник, Основното училиште Свети Кирил и Методи организираше повеќе активности, меѓу кои подготовка на театарска представа Волшебникот Одос во реализација на учениците од училиштето и волонтерот од мировниот корпус Маура Паркс, која што веќе 2 години волонтира во Кочанското училиште. Чествувањето на патронот продолжува в петок со свечената академија во Центарот за култура Бели Мугри, со почеток во 19:30. Предавање на тема превенција од злоупотреба на дрога и оружје се одржа во Основното училиште Малина Попиванова. Инспектори од полицијата им укажуваа и ги информираа учениците за штетноста од употребата на дрога. Родителите во улога на предавачи, инспектор од Оделението за превенција на дрога и оружје од полициската станица Кочани им одржа предавање на учениците од Основното училиште Малина Попиванова за штетноста на дрогата и опасноста од ракување со оружје. Целта на ова предавање сакавме да дадеме наш допринос за штетноста и последиците од конзумирањето на овој вид на материи, на супстанции, на дрога, што на некој начин доведува самиот организам го доведува до состојба која веќе не би сакал да кај нив да дое. Они се во таа возраст што на некој начин сега се го одредот правецот на нивното натамошно живење. Вакви предавања се одржуваат во сите кочански и средни училишта, кога родителите ја користат својата струка за да им објаснат на учениците повеќе од областа што ја работат. Вообичаено, како улога на предавачи се јавуваат и инспектори од полицијата и доктори вработени во здравствениот дом и општата болница во Кочани.
Следуваат спортските информации. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ја одбрани минатогодишната титула во Купот на Македонија. Во тешка игра на теренот во Скопје, совладан е шампионот, екипата на Драгон, со резултат 2:3. Женскиот фудбалски клуб Кочани повтор пат го освои Купот на Македонија во пресметка со директниот конкурент и овогодишен шампион Драгон од Скопје. Двете најдобри македонски женски фудбалски екипи по трет пат оваа сезона ги измерија силите во финалето на женскиот куп на Македонија, што се одигра на фудбалското игралиште во тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје. Самиот надпревар бил доста тежок и неизвесен до крајот, бидејќи на два пати гостинките од Кочани успевале да направат резултатски пресрод. Иако домакините, така да кажам, на два пати водеа, сепак нашите девојчиња успеа да се мотивираат и да изиграат еден навистина техничко-тактички надпревар кој што ги задоволува вкусовите на сите фудбалски стручњаци и успеа при водство на екипата на Драгон на два пати од 1:0 и од 2:1 да се вратат во самиот надпревар и на крајот да постигнат уште еден гол и со тоа да го добијат надпреварот и да ја одбранат титулата како прваци во Купот на Македонија. Јовановски оценува дека кочанските фудбалерки биле во потешка ситуација од домакинките, бидејќи се наоѓале пред искушение да го одбранат она што веќе го освоиле минатата година. Победата против Драгон и освојувањето на пехарот на купот за нив е мотив повеќе да се работи наредната година и повторно да се направи подвиг како во 2014-та, кога ја освоија двојната круна. Првенството го изгубивме, но затоа купот овде не би рекол дека сезоната е пропадната за ЖФК Кочани, туку купот ни даде мотив повеќе да се мотивираме и со нови сили и со напорна работа до година да успееме да донесеме повторно титулата на Македонија овде во Кочани. Во разговор со управата, тие имаат добра волја, значи луѓето кои што ни го помагаат клубот се расположени, задоволни од вчерашната победа, значи во една еуфорична атмосфера ни најавија дека до година одиме уште појако, дека со некои нови засилувања ќе пробаме да ја вратиме шампионска титула, не само да вратиме титулата во Кочани, туку да пробаме да направиме нешто надвор од границите на Македонија, односно во квалификациите за Лигата на шампиони. Медалите на екипите и пехарот на победникот на купот ги обезбеди Фудбалската федерација на Македонија, а фудбалерките примија честитки од председателот и генералниот секретар на федерацијата, како и од Комисијата за женски фудбал. Викендов на терените на рекреативниот центар Зорик во Кочани ќе се одржи вториот меморијален турнир Благо Јадровски. Турнирот е од регионален карактер и се очекува да настапат млади и надежни тенисери, но и ветерани на белиот спорт. Организатор е тенискиот клуб Акватен, а се планира годинава турнирот да има и хуманитарен карактер, зашто ќе се погрежат членовите од Ротари клубот Кочани Виница. Отворањето е в сабота во 9 часот и 30 минути, кога ќе се одиграат и првите мечеви. Заврши петочното издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.